Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Целата работа мора на крај да заврши со партиско-политички договор. Влада која треба да ги организира следните, да кажеме, одложени локални избори, кои би се презакажале, и предвремени парламентарни избори, треба да го има тој мандат од тие 60-70 дена да се одржат овие избори и ништо повеќе. Единствен мандат кој би имала таа влада би било во делот нели на дефинирање на изборните правила, во измени и дополнување на изборниот закон и закон за локална самоуправа, распишување на изборите и само распуштање на собранието. Така да тоа би требало да биде таква влада на некој начин, не широка коалиција, повеќе нешто слично како ова влада што беше техничка за спроведување на изборите, и тоа единствениот излез од овој затворен круг, и не гледам план Б, план С во однос на ваква развршница. Единствено нешто, ако мислат некој план Б или план С, не сакам да верувам во црни сценарија на опозицијата. А кога сме тука во делот на план Б или план С, кога говориме за СДСМ, кај нив нема план Б, план С. Кај нив има само еден план 1. А тој план е оно што им важи од 90-та година наваму. И поразени на избори, и без победа на избори, да дојдат на власт. Ако ние се вратиме наназад сега, ќе видиме дека СДСМ никогаш не победиле на парламентарни избори или не победиле во едни реални изборни процеси за да дојдат на власт. 90-та година на првите парламентарни плурални избори СДСМ изгуби од ВМРО-ДПМН. Тога се формираше есперската влада на премиерот Клюсев. 92 година ВМРО-ДПМН како победник не ја прифати улогата да ја формира владата заради одредени слични ставови како што денес ги имаме во платформата, каде што тогаш ги промовира, меѓутоа во тоа време и во друга димензија ПДП. СДСМ поразени дојдоа на власт 92 година и беа во влада до 94 година. 94 година имавме повторно парламентарни избори, каде што во вториот круг ВМРО-ДПМН не учествуваше. Ги бойкотираше заради огромните нерегуларности кои беа подготвувани од 92 до 94 година. И во тој период од 94 до 98 година СДСМ имаше апсолутна власт со 100 претеници, ми се чини дека беа, плюс минус неколку. И во тој момент се реализира и она трансформација на општествениот капитал и приватизацијата која остави и до денес остава големи траги на општественото и економското живење во Република Македонија. Сега ќе се вратиме на изборите 98 година, кој ги победи ВМРО-ДПМН со коалицијата со Демократска алтернатива. Уште се свежи сеќавањата, тоа веќе изборите 98 година беа во предворието, значи, на кризата во Србија и на Косово. Значи, кога се случи Белградската 99 година. Значи, сите кои беа активни во партиското и политичкото живење, може се присетат дека тогаш провејуваше во јавноста дека СДСМ и дел од структурите на СДСМ очекуваа некаков конфликт пред 99 година, него туку да биде тоа лето, есен 98 година, како во Македонија би се создала ситуација да се одложат и тие парламентарни избори. Меѓутоа се одржаа парламентарните избори 98 година, победи ВМРО-ДПМН. И само што победи ВМРО-ДПМН и почна со реформските активности. Имавме бегалската криза 99 година, и фингираниот и донесен конфликт од надвор во Република Македонија 2001 година. И 2001 година повторно влегува во широка коалиција СДСМ, значи тоа беше мај 2001 година. И за тој период додека беа во таа широка коалиција се случија еден куп работи кои во многу нешта влијаја на исходот на 15 септември 2002 година. Значи тогаш беше американскиот амбасадор Батлер, се сеќаваат многу добро. Меѓународната кризна група на Едвард Джозеф беше тука.
па имавме килибарни лисици. Мислам, уште што све немаше околу ВМРО ДПМН за да се порази, да се маргинализира на СДСМ, да му се отвори патот за да може да дојде на власт од 2002 година. 2006 година убедливо ги изгуби изборите СДСМ. И сега во овој период кога СДСМ беше на власт, само сакам да истакнам неколку работи кои се важни. Како јас лично издвојам два моменти во овој период, во делот на активностите, а тоа е пописот кој започна во ноември 2002 година, неговите резултати и финалниот извештај го дефинираше владата на СДСМ. И во тој период имаше многу реакции во однос на крајните резултати од пописот од 2002 година во Република Македонија по делот на смената на етничката карта и структура во Република Македонија. Потоа одиме до уште еден момент. Имаме под тешки сомнителни услови авионската несреќа во која загина председателот тогашен Борис Трајковски со дел од својот кабинет и екипажата. Трајковски ко председател загинува во услови на сериозна политичка дебата и криза во Република Македонија кога се носеше новиот закон за територијалната организација на локалната самоуправа. Тогаш на некој начин, кој што кажавме, се редефинира и внатрешните граници, многу работи се отворија во Република Македонија. Значи имаме попис, имаме територијална организација. Имате мандат на СДСМ, ви загинува еден председател, во тој мандат што им беше од 94 до 98 година имат атентат на другиот, на претходниот председател на Глигоро. И што се случува? Нонстоп губи СДСМ на избори и на овие избори пак изгубија. Значи победник на последниот избори беше ВМРО ДПМН. И претходно повторно се инсталира како губитници во влада со своји министри. Значи ние од 90-та година, сега сме 2017 година, не можеме да најдеме ситуација каде што СДСМ излегла на избори и победила. Значи демократијата едно кажува. На парламентарни избори, во плурално општество, власта ја добива тој што победува, тој што ја добива довербата од граѓаните. И на овие избори ВМРО ДПМН победи. Не победи СДСМ и тоа треба да биде кристално јасно. Така да има 1001 аргумент во една ваква тешка политичка криза, зошто треба да се оди на предвремени парламентарни избори. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија.